أي قلب ضمه الصدق بشوق أي هم ينجلي عند الشروق أي حزن يتوارى. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أرسله بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهدى به من الضلالة وبصر به من العمى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Благодарноста му припаѓа на возвишениот Аллах Азза ва Џел и нека е салават и селам на неговиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем, на неговата фамилија, на неговите асхаби и на сите оние кои ги следат во хаир и добро све до судниот ден. Патот на иманот и таухидот е еден пат, а додека многобоштвото и ширкот е сосем друг пат и тие никогаш не се спојуваат. Патот на таухидот го насочува човекот кон единствениот Аллах Азза ва Џел без придружник. Тој го определува изворот од кој човекот ја црпи својата вера, своите шеријатски норми и прописи, вредности, морали, однесување и целокупниот свој живот и постоење. Токму поради ова причина е објавено Суратул Кафирун, за да ја утврди оваа голема вистина, дека верата во Аллах Азза ва Џел и ширкот многобоштвото не можат да се спојат во едно срце. Се пренесува дека мушриците дошле кај Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем и му рекле: О Мухаммеде саллаллаху алейхи ва саллем, ние ќе го обожаваме твојот Бог една година, а ти обожавај ги нашите божества една година. Сака да најдет компромис во Аллаховава вера. Сака да најдет некој договор во Аллаховава вера. Па му рекле: ние да го обожаваме твојот Бог една година, а вие после да ја обожавате нашите божества една година. Па тогаш Аллах Азза ва Џелле го објавил ова сура, Суратул Кафирун. Па возвишениот Аллах Азза ва Џел велит: Кул ја ејюхал кафирун, о вие неверници. Ова е наредба од возвишениот Аллах Азза ва Џелле до неговиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем, да му го упати овој повик на секој неверник во неговото време, без разлика каков е видот на неговото неверство, па ги опфаќај и сите оние кои го негираат постоењето на Аллах Азза ва Џел, кои го негираат Аллаховиот шеријат, го негираат неговото господарство или божество, ги негираат неговите имиња и совршени својства, или одбиваат било што од она што Аллах Азза ва Џелле го има потврдено за себе си. Овој повик, Кул ја ејюхал кафирун, се однесува на сите категории на неверници, без исклучок, било да се многобожци, лицемери, евреи, христијани или идолопоклоници. Тоа е општ повик до секој оној кој не е на верата Ислам. Кул ја ејюхал кафирун, ла а'буду ма та'будун. Јас не го обожавам тоа што вие го обожавате. Па вие обожавате нешто друго освен Аллах Азза ва Џел, како што се идолите, страстите, камењата, дрвјата, светилиштата и гробовите. Вала антум абидуна ма а'буд. Ниту сте вие обожаватели на тој кого јас го обожавам, а тоа е Аллах единствениот, кој нема еднакви, кој нема партнери и нема придружници. Возвишениот Аллах Азза ва Џел
преку јазикот на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем, им појаснува дека иако тие го обожава на возвишениот Аллах азза ва джел со некои врсти на ибадети, нивното обожавање не е исправно, затоа што тоа тие го мешаат со ширк и со многоубоштво, затоа што му придружува на Аллах азза ва джел здруженици. Пошто ширкот го поништува секој еден вид на ибадет без разлика на незиниот облик или количество. Вала ана абидум ма абеттум, ниту сум јас обожавател на тие што вие ги обожавате. Односно, велите Ибн Кесир рахимахуллах, јас не го следам вашиот начин на обожавање, не го прифачам, ниту пак го следам вашиот пат, туку го обожавам Аллах азза ва джелле на начинот како што тој сака и со кој е задоволен. Исто ова значи дека јас, Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем, никогаш не сум обожавал ништо од она што вие обожавате. Аллах азза ва джелле го сочувал на Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем дури и во џахилијет, пред да му дојде објава од Аллах азза ва джел, го сочува од ширк и од обожавање на некого други покрај Аллах азза ва джел. Вала антум абидуна ма а'буд, а ниту пак сте вие обожаватели на тој кого јас го обожавам. Ова е предпоследниот ајет од ова возвишено сура. И ова е потврда. И токму затоа овој ајет е повторен, за да не остане никакво сомневање и никакво двоумење. Возвишениот Аллах азза ва джел јасно потврдува дека Мухаммед саллаллаху алейхи ва селлем и неговиот уммет и неговите следбеници никогаш нема да обожаваат лажни божества се до судниот ден. Со тоа им се пресекува нивните надежи за било каков компромис или договор или попуштање. А оваа вера Ислам, возвишениот Аллах азза ва джел ја прифача само ако е чиста, искрено насочена само кон него, без здружување партнери и здруженици. Велите Ибн Кесир рахимахуллах. Односно, значењето на овие 5 ајети велит: вие не се водите според наредбите и шеријатот на Аллах азза ва джел во неговото обожавање, туку измислувате ибадети, обожавање од вашите собствени страсти и предпоставки, како што вели возвишениот Аллах азза ва джел во друго место: и јаттабиуна илла ظن وما تهوى الانفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. Велит Аллах азза ва джел, тие следат само предпоставки, и тоа пошто копнеат душите нивни по нивните страсти, а ним веќе и дојде упатство од Господарот нивен. Потоа доаѓа последниот ајет од ова возвишено сура, каде што Аллах азза ва джелле велит: лекум динукум валиедин, лекум динукум валиедин, вам вашата вера, а мене мојата вера. Пратеникот саллаллаху алейхи ва селлем во ова ситуација целосно се откажал од нив и од се што тие го практикуваат, од се што тие му придружуваат на возвишениот Аллах азза ва джел. Тој и неговиот уммет и неговите следбеници го обожаваат Аллах субханаху ва таала на начинот како што тој го пропишал. И затоа шахадетот ла илаха иллаллах Мухаммедар Расулуллах значи нема друг вистински и достоен Бог за обожавање освен Аллах азза ва джел, и нема пат до него освен онаква како што го донел Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва селлем. Ва ин кадзабука факул ли амали ва лакум амалукум антум бариун мимма а'мал ва ана бариун мимма та'малун. Велит Аллах азза ва джел, и ако тие те обвинуваат за лаги, ако мушриците те обвинуваат за лажго, ти кажи: мене моите дела и мојата вера, а вам вашите дела и вашата вера. Ова е комплетно одрекнување од нив. Вие нема да одговарате за тоа што јас го правам, а јас нема да одговарам за она што вие го правите. Драги и почитувани браќа, ова возвишено сура Кул ја ејухал кафирун има своји вредности и карактеристики како и останатите други суриња или ајети. Од нив е хадисот кој го пренесува Ал-Харис ибн Џабеле радијаллаху анху, кој вели: реков: о Аллахов пратенику,
научи ме со нешто што ќе го кажувам кога ќе легнам во постела да спијам. Па Аллаховиот пратеник саллаллаху алейхи ва саллем рекол: кога ќе легнеш навечер, прочитај ја сурата Кул ја ејюхел кафирун, зашто таа е одрекнување од ширкот и многобоштвото. Ове е една од довите или од сурињата кои човек треба да ја вели пред да спиет. Ако имаме Тирмизи рахимехуллах, се пренесува од пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем дека рекол: кој ќе ја прочита сурата Кул ја ејюхел кафирун, тоа му се смета како да прочитал 1/4 од Куранот. Има награда како да прочитал 1/4 од Куранот. Од Ебу Хурейра радијаллаху ан се пренесува дека пратеникот саллаллаху алейхи ва саллем често учел на двата рекати од сабахскиот суннет, го учел Кул ја ејюхел кафирун на првиот рекат и на вториот рекат Кул хуа Аллаху ахад. Ова покажува дека овие две суриња, Кул ја ејюхел кафирун и Кул хуа Аллаху ахад, се посебно одбрани за суннетот на сабах, за сабајле, затоа што содржат потврдата за таухид и одрекнување од ширкот и многобоштвото. И ова е едно од мудростите. Пред да спиеш Кул ја ејюхел кафирун и првото сабајле во првиот рекат исто Кул ја ејюхел кафирун, значи легвиш на таухид, на вера и на иман и да станвиш да го почвиш денов со таухид, со верување и со иман. Исто така негова пракса честа на Аллаховиот пратеник Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллем бил за витр намаз. Првиот рекат би го учел Себбих исме раббикал а'ла. Вториот рекат го учел Кул ја ејюхел кафирун и третиот рекат го учел Кул хуа Аллаху ахад. Велите Ибн Аббас радијаллаху ан, нема сура во целиот Куран која повеќе го разгневува и го лути на Иблис лаънатуллахи алейх од ова сура Кул ја ејюхел кафирун, бидејќи таа е чист таухид и јасно одрекнување од ширкот. Го моля на возвишениот Аллах азза ва джелле да ни дај да проживееме на чиста вера, на чисто верување и да ни дај да преселиме на чист иман и на чисти таухид. Го молиме на возвишениот Аллах азза ва джелле да ни чуват од секој вид на ширк и куфр, било мал или голем, било скриен или јавен. И го моля на возвишениот Аллах азза ва джелле да ни соединит во џеннетул фирдаус со пратениците, искрените, шахидите и со сите добри луѓе. Барекаллаху ли ва лакум фил Кур'анил азим. ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. فاتقوا الله أيها المسلمون وصلوا على نبي الرحمة والهدى، فقد أمركم الله في قوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. وارض اللهم عن الخلفاء الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءنا وأعداء الدين يا رب العالمين. اللهم لك أسلمنا وبك آمنا وعليك توكلنا وإليك خاصمنا وبك حاكمنا، فاغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وأسررنا وأعلنا وما أنت أعلم به منا، لا إله إلا أنت. اللهم اشف مرضانا ومرضى إخواننا في فلسطين وفي كل مكان. اللهم اشف مرضانا واشف مرضاهم. اللهم عافي مبتلانا ومبتلاهم. اللهم فك أسرانا وأسراهم. اللهم ارحم موتانا وموتاهم. اللهم انصرنا وانصرهم على من عادانا وعاداهم يا قوي يا عزيز يا رب العالمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية وماتوا على ذلك. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.